доаѓа од Весна и вели дали јадење на јајца секој ден е во ред. Весна, во ред е, и знам дека има многу конфузија и често се ево кај луѓето страф од одредени продукти, тоа е особено изразено во овие години и трендови кои што нели по-често слушаме, консумираме содржини за исхрана, посвесни стануваме за животниот стил и дека треба нешто да промениме и некако сакајки да го најдеме идеалниот начин на исхрана или сакајки да воспоставиме можеби некаков режим, често се наоѓаме во замка да читаме наслови и да си создаваме стравови за одредени продукти. Не знам дали е тоа за јајца, понекогаш е за соја, понекогаш не знам ќе биде за одреден друг продукт, дека ќе ни наштети на здравието, но мора да ти е јасно дека ниту здравието, ниту болеста, ниту вишокот, ниту недостатокот на килограми не доаѓа од еден продукт, туку доаѓа од континуитет на провлекување на многу секојдневни навики и одлуки кои што создаваат или не создаваат одредени проблеми. И ако го гледаме јајцето, бидејќи мојата задача е тука да ви пренесувам информации за кои што постојат официјални податоци од институции и клинички испитувања, пронајдов, значи, доста има клинички испитувања и генерално она што е најрелевантно барем за податоците кои што ќе ги споделам сега е збир на мета-анализи и студии кои што се следеле 12 години. Група на луѓе, се работи за група на луѓе од некаде над 1.200.000 луѓе, кои што имале консумација на јајца секој ден и резултатите покажуваат дека консумацијата на јајца секојдневно, доколку е во границите на до 2 јајца, нема да направи никаков проблем. Напротив, ќе создаде и поволни услови за кардиоваскуларното здравје. Затоа не се плаши од еден продукт, туку плаши се од недостаток на доволно хранлива вредност во твојата храна. Тоа е крајната идеја. Ако го гледаме јајцето и од друга перспектива и од она нели колку ќе има анаболички ефект, односно колку од храната ти што ја јадеш се претвара во всушност во ткива, јајцето има многу, значи некаде 48% има анаболички ефект, односно ќе таа содржина која што ќе изедеш ќе создаде или ќе регенерира одредени ткива, клетки, органи и така натаму. Затоа не се плаши од продукти, плаши се од недостаток на хранлива вредност и што е најважно континуитет и баланс. Тие се постулатите за пред се за долговечен и квалитетен живот, не за огледало како изгледаш и што вели вагата и за колку време е тоа постигнато.